Делегацијата на ВМРО-ДПМН е предводена од лидерот Никола Груевски во рамки на посетата на Лондон, Велика Британија, оствари работна средба и ручек со повеќе лордови и пратеници од британскиот парламент. На средбата се разговарало за повеќе теми и области од интерес на Република Македонија, а Груевски, како што соопштуваат од партијата, ги информирал за реформите и чекорите во сферата на економијата, за актуелните политички случувања, исполнувањето на стратешката цел на Македонија за членство во НАТО, како и предизвиците кои произлегуваат од мигрантската криза. I very much hope that before too long we can welcome Macedonia into the NATO family. I remember several years ago first meeting the Prime Minister when I was at the European Bank of Reconstruction and Development, and I was impressed then about his plans for the economy and for what he was trying to do to improve the employment prospects in Macedonia. And I've been delighted to meet with him again here in the UK and to hear about his success with the economy, and particularly that he has reduced unemployment from 38% down to 24%. We all know that that is important to our citizens, and I hope that he will be successful in the future in helping boost the Macedonian economy. So it shows that trade is good between the UK and Macedonia, and I have great hopes for the future. I believe Macedonian troops are already working alongside NATO troops, and I think that that bodes well for the future. I think the possibilities for cooperation are high. We respect the right of Macedonia to join the EU and hopefully in due course NATO as well, and look forward to cooperating with you in those organisations. And we're extremely impressed with the economic reforms that you've undertaken and the economic progress that you are making. We totally respect the decision that you took to close your borders, and I think we're lucky that we're on the far side of Europe rather than the centre of the problem. Ultimately, it would only be solved by solving the problem at its source in Syria. But I think we respect the decisions that you took. Беше корисно да се види таму и за нив, затоа што слушнаа многу значајни работи и за Македонија, и за регионот, и за многу други работи, а исто така беше корисно за нас и пред се не само за нашата партија, туку и за Република Македонија, од причина што дадовме многу податоци, многу информации за многу позитивни трендови во Македонија, но и за многу предизвици и начинот како гледаме ние на нив и како треба да се надминат и разрешат. Се видовме и со господинот Лидингтон, човек кој што добро го познаваме, затоа што ја посети Македонија минатата година од позиција на министер за Европа во владата на Англија. Сега е на многу висока позиција во британскиот парламент и имавме разговор со него, со човек кој што има можеби најголемо знаење за Македонија, споредено со сите останати. Го апдетиравме со најновите информации и случувања, перспективите до изборите, но и после изборите, што треба и може да се очекува. Ги слушнавме неговите размислувања, неговите информации, така што направивме се што можеме да ги пренесеме сите точни, вистините информации и размислувањата како се доаѓа до чекорите кои што ги правиме и до одлуките кои што ги носиме или планираме да ги носиме. Министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој е во работна посета на Соединетите Американски држави, вчера оствари средба со заменик помошникот државен секретар Хојт Ји, соопшти Министерството за одбрана. На средбата Јолевски информирал за реформите во одбраната, за модернизацијата на армијата, која е целосно во согласност за НАТО стандардите, за учеството на припадниците на АРМ во НАТО и другите мировни мисии. Јолевски информирал за лидерството на Македонија во регионалната соработка во областа на одбраната. Нема повредени македонски граѓани во серијата земјотреси што вчера беа регистрирани во централна Италија, од кои најсилниот беше со магнитуда од 6,1 степен по Рихтер, соопшти Македонското министерство за надворешни работи врз основа на информациите со кои располага. Инаку неколку десетици лица добиле медицинска помош вчера по силните земјотреси, но засега нема податоци за тешко повредени. Според началникот на цивилната заштита Фабрицио Курчио, ситуацијата не е толку катастрофална како што мислеле на почетокот и со оглед на интензитетот на потресите, опишувајќи ја состојбата, неколку мина повредени и многу паника.
Министрите за одбрана на НАТО одлучија операцијата на Алијансата во Егејското море да продолжи, а за 2 недели да започне нова операција во централниот дел на Средоземното море, изјави на пресконференција генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг по завршувањето на дводневната министерска средба во Брисел. Според него, операцијата во Егејското море, која е насочена кон незаконското минување на мигрантите во Европа, ја докажало својата политичка и практична корист.